Почитувани, добар ден. Го следите петочното издание на Црвена линија. Еве пред каков предизвик ќе ве ставиме денес. Електронските цигари меѓу младите во Македонија. Статистиката покажува дека речиси 30% од адолесцентите веќе пробале електронски цигари, а многумина започнуваат уште на 13 годишна возраст да пушат. Како децата доаѓаат до овие производи? Кој им ги продава или им ги дава? Маркетингот и инфлуенсерите силно влијаат врз младите да посегнат по електронски цигари, а уште позагрижувачки е што дел од родителите самите им купуваат електронски цигари на своите малолетни деца. Денес Црвена линија ве прашува до каде се промените во законот што треба конечно да ги опфатат и електронските цигари. Почнуваме со Црвена линија. За учество секако е доволно да се заврти нашиот добро познат број 02-307-005 и секако напомена веднаш да биде и целосно намален тонот на ТВ приемникот од кога ќе ве превземат во режија. Се со цел за подобро и веднаш да се слушнеме, оние 90 секунди предвидени се разбира за едно вклучување да не се трошат во проверка на квалитетот на тоа колку и дали се слушаме. Ке бидете, верувам, се повеќе активни и на Инстаграм, односно се што ви треба е нашиот профил Црвена линија, како и профилот на Телма телевизија. По заследувањето на нашите профили, веднаш кликнете и на Инстаграм стори. Во текот на целиот ден е објавена денешната нова анкета. Прашањето до оние кои што не следат на Инстаграм е: дали треба целосно да се забрани рекламирањето на електронските цигари? Како што гледате, имате две полиња кои што содржат две варијанти на одговор. Да, не. Она поле кој што го содржи вашиот одговор, кликнете го. А секако Црвена линија во текот на целиот ден и во рамки на ова денешно издание ги сумира резултатите во проценти и секако ќе ги објавиме таму некаде конкретно ова денешно издание. Што навистина сакаме денес со вас да прозбориме е, верувам дека секојдневно сте и сведоци во однос на статистиката која што како објавена покажува дека речиси 30% од адолесцентите веќе пробале електронски цигари. А во однос на темата секако следно е да го погледнеме и прилогот на Нина Стефанова. Загрижувачки податоци за зголемен број на млади пушачи во Македонија. За 4 години за 10% е зголемена употребата на електронски цигари кои стануваат се попопуларни кај новите генерации. Зависностите не се индивидуален неуспех, тие се јавно здравствен проблем и ниту една институција не може сама да го реши овој проблем. Затоа е потребно нивно координирано действување, рече доктор Здравески. Ако во 2019 година 21% од адолесцентите употребиле електронски цигари, во 2024 околу 30% од нив кажале дека во текот на животот имаат користено електронски цигари. Потребни се брзи и ефективни мерки со кои би ги заштитиле здравјето на нашата младина, создавајќи средина што ги намалува ризиците, ја унапредува свеста и овозможува здрави избори за идните генерации. Во овој миг најважно е да постои систем кој навреме ќе препознава и превенира. Систем во кој ќе бидат вклучени и родителите и психолозите. Постојат големи системски пропусти што дозволиле овие производи да бидат привлечни кај младината. Значи, сето до тоа нивно широко рекламирање, значи во трговски центри, на билборди, на секаде, бидејќи се уште не се целосно регулирани под Законот за заштита од пушење, со вкусовите, со боите, со нивната лесна достапност и неконтрола на нивната продажба, па и нивното рекламирање по социјални мрежи, речиси секој од овие инфлуенсери, блогови што водат, не знам, подкасти, имаат спонзор некој од овие организации што тоа го гледаат децава и се силно изложени на тоа. Според Петровски, во периодот што предстои се предвидени измени на законот со кои ќе бидат опфатени и овие производи. Дополнителен проблем е што мал е бројот на млади кои се трудат да ги остават цигарите. Многу е тешко некој пушаш да го откажеш од пушење. Јас конкретно работам во советувалиштето за откажување од пушење што е во рамките на институтот и одјавувачите се предржно луѓе на поголема возраст, многу малку млади
Ја вовачувавме дали еден или двајца малолетни, ја вовачувавме само што се активни пушачи. Децата стануваат многу побрзо зависни од никотинот. Да се подигне свеста и за податливоста на младите луѓе кон сите форми на кампањи, дури и во модната индустрија, вели Петровски, кои имаат суптилна моќ да наметнат дека цигарите се нешто што е модерно и тоа најчесто во посиромашните земји каде свеста е на пониско ниво. Според последните анализи, загрижувачки е податокот дека младите започнуваат да пушат веќе на 13 годишна возраст. Голем дел од децата кои пушат во своите семејства имале пушачи и најзагрижувачки е што некои родители дури и купуваат цигари за своите малолетни деца. Заклучува Петровски. Епа, драги мои, време е да ве слушнеме. Секако ова не е нешто што не засега со оглед на тоа што ги опфаќа токму младите адолесцентите во Македонија, а загрижувачки факт е што со електронски цигари во рака можеме да забележиме и 13 годишни млади луѓе. Значи, сакам еве денес од вас токму да продискутираме на оваа тема. Верувам дека имате одговор на нашето прашање за оние кои што можеби малку подоцна се вклучивте. Ке подсетиме дека статистиката покажува речиси 30% од адолесцентите пробуваат електронски цигари, а многумина започнуваат уште на 13 годишна возраст. Епа денес Црвена линија ве прашува до каде се промените во законот што треба конечно да ги опфатат електронските цигари. Според вас, како децата доаѓаат до ваквите производи? Може би уште позагрижувачки факт е кога станува збор за електронските цигари, особено дека и самите родители им купуваат електронски цигари на своите малолетни деца. Па време е да ве слушнеме. Завртите го нашиот број 023070005. Намалете го тонот на ТВ приемникот и секако еве имајте во предвид, не случајно го објавуваме и тајмерот, 90 секунди се предвидени за едно вклучување. Доколку сакате да се надополните, надоврзите, секако сте добре дојдени додека трае Црвена линија, повторно да го завртите нашиот број. Јас ке се обидам да ја започнеме оваа Црвена линија секако со вас. Црвена линија е секако емисија за сите граѓани, па ке се обидам со добар ден. Добро, во меѓувреме додека чекаме нели да се вклучите, а верувам секој еден од вас ќе биде засегнат за она што го зборуваме денес. Како еве според вас може да се изгради систем што навреме ќе препознава, ќе превенира и ќе ги заштити младите. По овие загрижувачки бројки секако еве ќе објавам дека имате можност да бидете активни секако и на социјалните медиуми. Facebook е се што ви треба. Доволно е да го заследите нашиот профил на Facebook. Еве ќе ви доловам како изгледаме таму. Црвена линија редовно преку графика и се разбира прашање ве активира, ако ви е така полесно, со коментари и нели пишување на одговорите да земете учество денес. Па дали треба целосно да се забрани рекламирањето на електронски цигари? Како според вас да се изгради систем што навреме ќе препознава, превенира и ќе ги заштити младите? Добар ден. Добар ден и убав ден, вам и на вашата екипа. Благодарам многу, повелете. Вака, па прво са родителите криви што дозволуваат децата до тој степен да дојде. Како прво, а како второ и сите тука што се на власт дозволуваат да се донесат тие цигари, а со цигарите мислат дека готово, децата немаат грижа, напротив, тие се никотин, тоа е се во душата им легува. Дали знаат они тоа? Затоа треба малку да внимаваат и родителите и тие што ги продаваат. Толку имам да ви кажам и фала што ме сослушавте пријатно. Ма секако благодарам многу со вас и започнуваме денес со Црвена линија, практично со вклучување на гледачите.
Денес секако ве прашуваме како според вас е возможно да се изгради систем што навреме ќе препознава, ќе превенира и ќе ги заштити младите. Секако не е шега, загрижувачки се статистиките со оглед на тоа што зголемен број на млади луѓе имаме кои што се конзументи на електронски цигари, но неретко и кои што започнуваат се разбира да пушат цигари. Бројката, односно возраста која што се забележува е 13 години. Но може би уште позагрижувачки факт е што електронските цигари, да речеме, па и овие традиционалните никотински, никако како да се навистина и премногу достапни за младите. Па како да се изгради систем што навреме ќе препознава, ќе превенира и ќе ги заштити младите. Јас ќе ве посетам да бидете активни и на Инстаграм, секако во текот на целиот ден се клика, се даваат одговори, па еве со следното вклучување да видиме каков ќе биде одговорот на анкетното прашање. Тоа е дали треба целосно да се забрани рекламирањето на електронските цигари. Добар ден. Добар ден, поздрав за сите. Благодарам многу. Одамна ја чекав оваа тема. Јас сум многу загрижена за Одамна ја чекав оваа тема, затоа што сум загрижена навистина за нашите млади. Имам јас внуки. Едната пуши електронски цигари, тој ги купи татко и апаратот. Тој пробуваше да ги остави оние цигари класичните за електронски, мислејќи дека тие се понештетни. Одвратни се и едните и другите. Јас пушев 30 години, ја оштетив плуќата, сега веќе 30 години не пушам, ама жабе ми е. Значи, сум за тоа да се забрани рекламирањето целосно на електронските цигари и воопшто на цигари и пороци. Затоа што ние родителите многу придонесуваме со тоа што пречутуваме. Може би не им даваме цигари, може би не им даваме пари, пошто сега работат младиве, им даваме пари за доручок, вместо доручек они купат цигари, али да бидат по надзор. И убаво е тоа што поставивте темата и целото општество треба да се грижи за нашите млади. Тие се нашата иднина, ние сакаме здрави да ни бидат децата. А еден од големите пороци е никотинот. Јас знам како тешко се борев да го оставам тој никотин, веќе 30 години ми е слободна плуќата. Јас сум многу среќна за себе, а за децата не. Пријатен ден имајте. Пријатен и убав ден, секако и големо благодарам и драго ни еве што бевте засегнати од оваа тема и што еве се вклучивте. По вас секако ќе продолжиме понатаму со останатите гледачи, бидејќи Црвена линија очекуваме да слушнеме најразлични одговори, ставови, а не е лошо еве и да ги споделите како и гледачката пред малку и вашето лично искуство. Што забележувате? Според вас, од каде е ваква леснотија на достапност, особено меѓу адолесцентите? Загрижувачки факт е, ќе повторам, што и родителите се еден вид соучесници кога станува за електронски цигари, кои што самите тие на своите деца им ги обезбедуваат. Па како да се изгради систем што навреме ќе препознава, ќе превенира и ќе ги заштити младите? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушам. Тинче, голем поздрав. Благодарам. Не сме се слушнале одамна. Многу ми е мило за Телма. Денеска е убав празник, да ти кажем. Нека се сите живи и здрави. Нашата црква у Крива Паланка полна беше со народ. Дај Боже да биде се убаво, Тинче. Господ да помогне. Овој за цигарите убава тема сте дале, Тинче. Што да ти кажем, младите сите пушат, сите. Ја не знам некој закон едино да ги намалат ли, што да прават, да ни се збори, бо ќе уилјадото едно ќе послушат. Еве, ја на моите деца керката некако го изнаата, отргна ги од цигарите, многу пушеше. Ама синот никако да ги отргнем. Овие па нема тој со кафе, со овој кашля, ноди, нервирам се, зборим, не бе, тој прошли пут гледам, Тинче, само да ти кажем еден пример, сите пушат. Улегнав една продавница и гледам еден дечко, абе патиките му цепени, парче нема, а купи 2 кутии цигари.
И ја да погледна, рекол, овај човек гледа бос, изцепен, издрпан, а купува цигари. Па овој бетинче да земе човек едно дрво, па поглава, друго нема што да се прави со овие младите. А ако нека пушат, нека нодат малце не по 2-3 кутии, овамо се жалимо, скупо ни јадење, скупо ни овој, скупо ни оној, а цигарите и пиењето и кафичите, погледнеш тинче кафичи са полни, сите запалиле цигари. А ние мајките, бабите земемо по едно пакетче, па цела недела се нели кафе пинемо, се штедимо, за кога штедимо, като они ништо се, ај што цигари онодат, здравието се го пропастуваат инче, здравието, кашлят, видат дека се штетни цигарите и колку на еден мој пријател му беа кажале дека нема. Благодарам за вклучувањето и по подолго време, како што рековте, повторно сте дел од црвена линија, но и напомена ве молам да внимавате на времето. Правилото е такво, за едно вклучување се предвидени 90 секунди, но ништо страшно, нека не ве загрижува тоа. Се додека трае црвена линија можете да се вклучите повторно. Но и секако активно учествува во ова денешно издание и секое народно можете да имате сопишување коментари. Ние продолжуваме во живо. Според вас, како е најдобро да се изгради систем што навреме ќе препознава, ќе превенира и ќе ги заштити младите? Кој им ги продава или им ги дава електронските цигари, па дури и никотинските? И еве, докаде се според вас промените во законот што треба конечно да ги опфатат и електронските цигари? Дали целосно треба да се забрани рекламирањето на електронски цигари? Тоа воедно ни е и анкетно прашање. Не случајно ја поставивме оваа тема, бидејќи секако младите се нашата иднина. Она што загрижува е дека според последните статистики, а јас ќе потсетам дека вчера беше и светски ден на децата, загрижувачки податоци се во однос на зголемениот број на млади пушачи во Македонија. Ако во 2019 година 21% од адолесцентите употребиле електронски цигари, во 2024 година околу 30% од нив кажале дека во текот на животот имаат користено електронски цигари. Потребни се секако и брзи и ефективни мерки со кои би се заштитило здравјето на нашата младина. Па да ве слушнеме вас и како родители, и секако и како баби, дедовци, и како граѓани, кои што верувам секојдневно и неретко го забележувате во секојдневието токму овој проблем за кој што говориме денес. Добар ден. Добро. Денес најверојатно ќе имаме малку повеќе чекање, но ништо страшно. Тогаш ајде да одиме онаму каде што секако пристигаат одговори. Ќе почнеме со она што го напиша Петар Георгиевски. На прашањето дали треба целосно да се забрани рекламирањето на електронски цигари, Петар напиша: и на цигари и на електронски цигари исто така. Само за пример на Балканот се дозволени цигарите од тутун, а забранети се од марихуана. Во Јужна или Латинска Америка пак обратно. Дозволени се од марихуана, забранети од тутун. Во арапските земји дозволени се и од тутун и од марихуана, исто така значи во Македонија, Бугарија, Албанија, Србија, Косово, Грција, Турција, Хрватска, Словенија дозволени се од тутун, а не се од марихуана. Во Аргентина, Парагвај, Уругвај, Мексико, Чиле, Аргентина пак одбратно дозволени се од марихуана, а не се од тутун. Додека во Саудиска Арабија, Катар, Обединените Арапски Емирати, Тунис, Алжир, Судан, Мароко, Јужен Судан, Либија не дозволени се и од тутун и од марихуана исто така. Значи два видови на цигари се дрога, а нема разлика помеѓу тутунот и марихуаната, исто така затоа и не пушам цигари. Така ние ќе потсетиме дека зборуваме денес и за огромната употреба на електронски цигари. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Да, поздрав многу. Благодарам, повелете, ве слушаме. Добро. Викам, јас си кажам 2 пати добар ден. Да ти кажам најискрено, јас бев зависник од цигари, значи навистина има тина дрога во цигарите, значи страшно нешто што се става, треба и тука проверка да се направи. Значи толку бев зависник и јас немав што рече гледачката,
што искинати кондори одев, ама за цигари имавме пари со маж ми да пушиме како будали. Сега тоа си го кажувам сега како возрастна жена која ги откажав. Иначе тогаш на вистина нешто страшно. И сега треба да има реклама за овие електронските, затоа што на почетокот кога се појавија имаше така во писани медиуми нешто прочитав дека тие не се штетни, а уствари па сега читам дека тие биле многу поштетни. Може би треба да има како антиреклама да пишува и електронските цигари се многу штетни, значи нешто да се направи, макар да тој што се навлекол на обичните не знам дека ќе се откаже, значи многу тешко ти викам треба да се преиспита што тоа има во тутунот, па не верувам дека е толку, туку па ако си зависен од чоколада, па зашто за не од тутун, така да има зависници од сите работи и многу сум разочарана за младиве, што на вистина може би сакаат да се докажат, може би сакаат да пробаат нешто што е премногу штетно. Поздрав многу и убав викенд на сите. Благодарам, поздрав и до вас и секако останете со црвена линија и понатаму ќе имате можност секако да ги слушнете одговорите на останатите гледачи кои што верувам до прва ќе се вклучат. Денеска црвена линија не случајно одлучи да проговориме во однос на состојбата околу потребата на електронските цигари, но неретко и на оние никотински цигари, традиционални меѓу адолесцентите. Наместо да се намалува процентот, она што загрижува е дека се зголемува процентот на оние кои што како адолесценти се корисници на електронски цигари. Значи за 4 години од 10% е зголемено употребата на 30%. Ке подсетиме дека Светската здравствена организација пред 2 години, поточно 2023 година, алармираше во светски рамки, истакнувајќи дека е потребна итна акција за заштита на децата, особено од електронски цигари. Па еве како да се изгради според вас систем што навреме ќе препознава, ќе превенира и ќе ги заштити младите? Дали сметате дека треба да се воведе забрана за рекламирање на електронски цигари и според вас како младите, особено адолесцентите, па дури и оние кои што неретко се спомнуваат во статистиката на возраст од 13 години, биваат достапни им биваат токму електронските цигари. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во црвена линија сте. Една замерка голема. Ајде. Намалете го, ве молам. Повеќе зборувате вие. Па чекаме гледачи, дали сака... Чекајте малку. Да добија гледачите. Толку имам. Па не е тоа доволно. Сакав да ви објаснам. Дали сметате дека водител треба да молчи додека чека вклучување? А кога ќе се вклучите... Не може да зборува тој 2 минути, а за да чека на телефон. Ја не знам колку ве држат на телефон. Јас ве слушам сега. Кажете ми дали околу вас електронски цигари користат еве некои од вашите млади во семејството? Наша страна не ги одобруваме ни цигарите, ни електронските. Според вас еве како биваат достапни за младите? Ги забранува. А кај нас се дозволува. Еве, како да се изгради систем што навреме ќе препознава, ќе превенира и ќе ги заштити младите? Закон треба да дозвола. Донесла закон за да не се пуши ни во кафани, во затворен простор, ни во кафичи и си продолжија пак то како што му чини нив на инспекторите. Инспекторите сами ида и бара пепелари за да тресат. Така. Благодарам многу. Драго ни е што го споделивте со гледачите на црвена линија вашите одговори. Сега јас малку да се пояснам за оние кои што најверојатно им е чудно зошто зборувам. Јас не зборувам кога зборувате вие, но секако зборувам кога немам гледач на линија. Јас во моментот кога ќе добијам информација дека веќе имаме некого
Секако едва чекаме да ве слушнеме. А тоа колку чекате на вистина, дали минута или две, јас од оваа страна не можам да знам, бидејќи јас ве чекам вас. И тоа со душа. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Еве, јас во моментот можеме да демонстрираме практично како изгледа. Ало. Добар ден. Добар ден. Чекавте ли многу? Се слушаме ли? Секако, повелете. Вака. Електронски цигари. Ја би ги наполнил тие електронски цигари со некаква смеса, едно благо експлодирање внатре в устата, да не го оштети. Ве молам без насилни коментари, за да не ве исклучиме. Продолжете. Тоа не е насилно. Како не, ве молам, да се вратиме како да се изгради систем што навреме ќе препознава, превенира и ќе ги заштити младите. Државата е виновна за тоа. Еве, цигарите, луто ќе им ставам натре. Па кој може луто да јади, нека голта. Ајде малку реални, значи луто не се става, но сега кој ве според вас од каде им се достапни? Дали треба да се забрани рекламирање? Државата е во проблем. Не сме да пушти во производство цигари такви. Па и другите цигари ја би ги забранил. Ова што не е корисно за човекот, што произлегува болести, што произлегува проблеми, тоа го пуштат. Само државата е виновна за се. За се. Нема закони, нема ред. Деца да се дават со електронски цигари. Бог да чува. Не знам што може да измислат. Имам што да кажам, ама вие ме предупредивте. Така, вие секако ќе ви се заблагодариме, бидејќи во текот на излагањето го фативме теркот онака како што црвена линија наложува. Не ви наложуваме што да кажете во однос на став, мислење, но секако нашата етика и ниво и култура, знаете дека црвената линија може да се активира веднаш доколку се користат погрдни зборови, навредливи зборови, вулгарности и секако доколку во изјаснувањето алудирате на насилство, говор на омраза. Тука немаме компромис. Ете, тоа е тоа. А истото важи и за коментарите, бидејќи навистина сакаме секој еден коментар кој што ќе пристигне на Facebook адресата да можеме да го споделиме со вас. Па ајде да слушнеме дали имаме некого или чека повеќе од 2 минути. Добар ден. Ајде, добар ден до најдобрата телевизија, која што секогаш ги поставува најубавите теми, ако се во интерес на заедницата кои живеат во оваа држава. Вака сега. Во делот на децата кои се во адолесцентна возраст, е пропустена образовниот систем, каде што ние во образовниот систем немаме социјални работници, едукатори. Понатаму ќе видите дека повеќето деца доаѓаат од дисфункционални семејства, каде што нивните родители наместо да посветат време на своите деца, нивните родители трчаат по пари, по плата, им даваат на за дечињата по 200 денари, и тоа дете место да јаде сендвичче у школа и си купи електронска цигара. Затоа е потребно да се направат одредени механизми, каде што овие деца ќе се едуцираат, ќе им се објасни колку е тоа штетно по здравието, а истовремено да се направат и работилници за родителите, кои што би ги воделе стручни социјални работници, педагози и така натаму. Но ова му треба Министерството за образование веднаш подхитно да исклучи со здрави мерки и да им помогне на овие деца. Не е само тоа, јас лично работиме со деца и ние сме сведоци дека децата не се само цигарите. Дали да зборуваме за пороците кои што се продаваат џоинти, таблети во школите, дајте отворете таа тема. И кој тоа го дозволува? Ви благодарам, имајте убав ден. Големо благодарам, еве што низ вашето искуство, колку што паметам работа со деца, еве споделивте и дадовте насоки всушност што се им се продава на младите, на адолесцентите. Денес во Црвена линија зборуваме за тоа, бидејќи според последните податоци кои што се навистина загрижувачки, наместо во опаѓање, процентот на користење на електронски цигари меѓу адолесцентите, па дури и на возраст од 13 години е зголемен, и тоа на 30%. Добар ден. Добар ден, ако сум. Секако ве слушаме.
Благодарам да сте ми живи здрави, поздрав од Охрид. Прво да кажеме оригинално. Нашите деца, нашата младина е испуштена од раце. И од страна на родителите, и од страна на наставниците. Нема едукација, нема укажување, значи нема кој да ги упати, да им каже што е добро, што не е добро. Преголемата слобода на нашите деца, кој е тоа, значи задоволство да моето дете уште непълнолетно да се враќа после 12 сат дома. Значи дури и оние деца кои што не наполнили 18 години, им значи после 10 сат да се задржуваат низ градот, да шетаат ваму таму. Максимум 8 сати крај. Сега, одека спомнате повеќе околу цигари, електронските цигари, значи треба скроз да се забранат, да не се употребуваат. Цигарите, од другите овие од тутун што се цигари, треба да добијат цена како што е во Австралија. Најефтината кутија цигари е $16 австралиски. Најквалитетните, да речеме тутун нема квалитетни, цените околу 30 евра, значи односно долари кутија. Кога вие тогаш и родителите не може да ги пушат многу, затоа што тоа е преголема цена, премногу скапо. Истото да биде и со алкохолот, кој што премногу го користат младите, премногу седат по кафаните и го пијат, значи само дебели казни и големи цени, да не биде достапно ни тутун, ни алкохол, ништо. Благодарам, поздрав. Благодарам и вам за одговорите во Црвена линија. Ние продолжуваме и понатаму секако со вас и еве ќе прочитаме уште еден коментар кој што пристигна на нашата Facebook адреса. На прашањето дали треба целосно да се забрани рекламирањето на електронски цигари, Целе Алексов напиша: треба да се забранат затоа што ги навлекуваат младите да почнат и со тутун. Јас сум непушач веќе 33 години. Најубаво нешто што ми се случи е да ги оставам цигарите. Вечна слава на сите кои слава денес, па и на нас Алексови. Поздрав, имајте убава вечер. Благодарам господине Алексов секако за коментарот, учеството во Црвена линија и нека ви е вечна славата. А ние продолжуваме понатаму со дискусијата на денешната тема. Тоа е употребата која што станува се поаларматна на електронските цигари, неретко и на никотинските, кои што се застапени токму меѓу најмладите. Се спомнува и возраст која што е алармантна, 13 годишни корисници на електронски цигари. Добар ден. Добар ден или добро вечер. Како ви одговара? Добро вечер, еве, Боже ми така, повелете. Па не че сега темите. Така, значи, во врска со оваа тема ваша, нема спад, да го кажам, затоа што професиите се намалуваат со новата технологија, нели? Вие живеете од реклами, некој произведува електронски цигари, произведува тутун, и тие треба да живеат некако. Значи, овдека има еден парадокс во општеството. Сите ние живееме од пари, од плата, од работувачка, од иноваторства. И по почеток на беше компјутер за секое дете, па ќе сме биле неписмени ако немаме познавање на компјутерите. Сега се опитнеме, нели, со компјутерите, се нема теми такви за компјутери, за сите други некои нови професии што се јавуваат, така и за електронски цигари. Секој е чудо за 3 дена. Значи, мора да се вртат обрт на пари да се прави, пошто системот е капиталистички, се живеат од профит и од пари. Дали тоа значи дека треба низ вода да се пуштат младите за сметка на капиталот? Не, јас сум поборник на тоа, не сум пуштач. Значи, тоа е до волја. Ако решиш сам да си кажеш дека не ми смета или не сакам да ја пушам, тоа е до волјата. Јака волја е за откажување или за закажување на цигари. Тоа е порок кој што нема што да прават младите и како да се комуникацијата да се некако меѓу себе да се дружат, и тоа е порок. Големо благодарам за одговорите, секако за денешното учество во Црвена линија. Ве потсетувам можност да бидете активни во оваа денешна Црвена линија и преку пишување коментари. Доволно е да го заследите профилот на Црвена линија и профилот на Телма телевизија. Секако темите за кои што секојдневно зборуваме со вас ги објавуваме на двата зида и продолжете со активност, пишувајте.
Продолжуваме со вас во живо. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Како систем треба да се изграде за да се навреме препознава и превенира и да се заштитат младите? Па никаков систем не може да се изграде. Ако младиот човек не му у главата кол, што викат старите ум има, разум нема, ти како сакаш систем изгради, се е джабе. Значи, треба на младите да им се укаже на некои работи, што не треба да ги употребуват, електронските цигари, што викат дека немале никотин, едно, друго, од друга страна па електронските цигари се рекламират преко телевизија и на тај начин ги потикнуваат младите да пуштат такви цигари. Значи, работата е до човеко. Ако човеко размислува како што треба, било да е млад или стар, он нема тие цигари да ги употребува. И не само цигарите, него упитање е и дрогата, што се продава под рака по школите и што младите се дрогират. И навечер не ги прибират родителите младите да порано, него ги прибират малолетниците после 1 саат. Не може малолетник после 1 саат, дека тај малолетник ќе оде. Нормално дека ќе оде по кафиците или по некои дупки тамука, скриени, и ќе пуштат и ќе пијат. Благодарам многу за учеството и вашите одговори во Црвена линија. Подсетувам, контролирајте го времето, тајмерот го објавуваме на екранот за да имате увид колку секунди одминуваат во текот на вклучувањето до оние 90 предвидени. Тогаш во 2023 година Светската здравствена организација алармираше токму околу достапноста и употребата на електронските цигари меѓу адолесцентите. Нагласија дека е потребна итна акција за контрола на електронските цигари за да се заштитат децата и непушачите и да се намали здравствената штета на популацијата. Тогаш беше укажано дека електронските цигари како производи за широка потрошувачка се покажале како неефективни за откажување од пушењето тутун на ниво на население. Наместо тоа се појавија алармантни докази за негативни ефекти на здравјето на популацијата. Па денес Црвена линија и ве прашува што е она што можеме да го направиме за да се изгради систем што навреме ќе препознава, превенира и секако ќе ги заштити младите. Добар ден. Добар ден, Пина. Поздрав до вас, во Црвена линија сте, повелете. Поздрав до вас и поздрав до емисијата. Благодарам. Одлична тема имате за денес. Најмладите се иднината. Како треба да се превенира? Според мене, тоа е најдобро да се почне од образованието. Учениците кои се од 6 до 9 одделение, во наше време беа наставници, едукаторите. Најверојатно и сега се наставници, што тие не се професори. Првично, треба да се почне од образованието, а образованието кај нас е на многу лошо ниво, така да има ситуација каде што наставниците и учениците заедно си пушат цигари и едни на други им даваат, дали наставникот на ученикот, дали ученикот на наставник. Тоа во наше време го немаше. Исто така треба доста младите генерации да се вклучат во спортот. Спортот и цигарите не одат заедно. Гледам јас дека доста средства од нашава држава се кратат во спортот, обично за Младинската фудбалска федерација на Македонија, и така да за некој профитот е пред здравието на децата, ама не треба да е така. С оглед на времето, поздрав и пријатно. Поздрав, благодарам многу за учеството во ова денешно издание на Црвена линија. Време е да ги погледнеме рекламите, сега кога останете со нас, ќе ги соопштиме по рекламите и резултатите од денешната анкета.
Па да погледнеме на денешната анкета на Црвена линија, како одговорија оние кои што не следат на Инстаграм. Заследете на таму и сега го учествувате во следната од понеделник. А денес на прашањето дали треба целосно да се забрани рекламирањето на електронските цигари, со да одговорија 92%, со не 8%. Благодарам и за ова денешно издание на Црвена линија. Секако го должиме на вас и вашето учество. Информирајте се на telma.com.mk и секако останете со нас, бидејќи она што следува е новите вести од светот благодарение на Игор Трајков и новото издание на Nexus.